Илјадници граѓани во редици еден по еден уште од раните утрински часови нетрпеливо чекаа да го дадат својот потпис во знак на подршка за кандидатурата за председател на Гордана Силјановска-Давкова. Веќе на пладне, кандидатката на ВМРО ДПМН имаше собрано двојно повеќе од она што го пропишува законот, а целата постапка продолжи во текот на денот. По конвенцијата на која доби огромна подршка од партиските делегати, Силјановска-Давкова добива масовна подршка и од граѓаните. Ваквата слика според лидерот на ВМРО ДПМН е историска. Христијан Мицкоски, кој самиот стави потпис за кандидатурата на професорката, очекува таа убедливо да триумфира уште во првиот круг на председателските избори. Мислам дека е историски самиот ден. Според динамиката на собирање потписи за нивна подршка, ако се спореди со денешната динамика за Силјановска-Давкова, не е споредливо е тоа. Јасна е нивната улога. Нивната улога е да се обидат да го ослабат потенцијалот на Силјановска-Давкова. Тие немаат друг капацитет, ниту пак потенцијал. Но мислам дека после резултатите во првиот круг председателски избори ќе им стане на нив јасно што може да очекуваат 2 недели потоа на вториот, практично на парламентарните избори. Мицкоски ги повика и граѓаните за како што рече да му се помогне на кандидатот Стево Пендаровски да го исполни ветувањето и да се исели од Македонија. И добро е да му помогнат граѓаните на Стево Пендаровски да она ветување и она изјава која што ја кажа пред некое време, дека доколку не биде председател ќе се исели од Македонија, да му помогнат да се исели Стево Пендаровски од Македонија, колку помалку Стевовци имаме внатре во Македонија. Мицкоски се осврна и на останатите кандидати за председател и рече дека тие се всушност опозиција на опозицијата во првиот круг и дека ќе биде интересно кому ќе му ги дадат гласовите во вториот круг, доколку воопшто и го има.